млада и талентирана пејачка која на само 16 години почна да ја гради својата музичка кариера. И со својот прв сингл "Никогаш ќе помине" направи вистински бум, пошто веднаш ги освои срцата на публиката. Од тогаш па наваму Лара непрестано твори и покрај нејзините активности надвор од музичката кариера. Додека ги исполнува своите обврски кон факултетот за музичка уметност, правец балет, Лара е постојано пред екраните и не престанува да изненадува и да ја радува публиката со својот специфичен глас. Како дел од незината кариера која почна скоро, а веќе има неколку хитови зад себе, не може а да не се спомене и хитот Бела, со кој заедно со Христијан Настески, познат како Пајак, настапија на фестивалот Макфест во Штип во 2022 година. Година подоцна композицијата доби награда за најслушана песна помеѓу две изданија на Макфест. Покрај незините успеси на музичко поле, Лара многу ретко зборува и го споделува својот приватен живот. На последното интервју за Hype МК, Лара изјави дека од неодамна е во нова љубовна врска и нема да лажеме ако кажеме. Лара изгледа среќно заљубена и новиот љубовен статус на вистина и годи. Дека е среќно заљубена, нејзината изјава дека партнерот го представила пред нејзините родители, исто така ни го потврди мислењето. Во истиот тој разговор ја начнавме и темата што е тоа што Лара го гледа кај партнерот и што е тоа што пресудува во нејзиниот избор. Како дополнување на тоа, не можевме а да не ја исполниме и рубриката 10 ама со Лара Иванова. 10 ама вози ефтина кола. Не ми е битно толку колата, колку што ми е битно да има човекот работа и да знае дека во иднина ќе има пример подобра кола, но еве нека биде 8. 10 ама носи тесни фармерки. Ај 5. Не сакам баш тесни фармерки. 10 ама јаде со отворена уста. 6 на почеток, како е на прв дејт јаде, така можеби нема да ми биде сеедно, понатаму нема да ми биде важно. 10 ама рчи. 10, не ми смета. Не слушам, спијам ја нека. 10 ама не ја знае Бела. Не ми е битно 10. 10 ама љубоморена. 5 затоа што некојаш може да биде огромен проблем. Зависи колкав е степенот на љубомора. 10 ама не ти дозволува да продолжиш со музичката кариера. 0. 10 ама фоловинг листата му е составена од жени 90%. 4. 10 ама не го почитува твоето семејство. 0. 10 ама излегува секој викенд. 10 не менува тоа. 10 ама се коцка. 0. Не би сакала.